Почитувани наставници, во ова видео ќе стане збор за темата оценување со помош на националната платформа за учење на далечина. Активности и ресурси, и ова е видео 1. Во ова видео ќе прикажеме кои се можностите на платформата за оценување, односно со кои активности и со кои ресурси можеме да спроведеме оценување. Но најпрво да ги погледнеме активностите и ресурсите кои што ги имаме достапни на платформата. Избираме да додадете активност или ресурс и најпрво да ги погледнеме ресурсите. Ресурсите кои што ни се достапни на платформата се воспоставување на линк, датотека, етикета, книга и страница. Овие ресурси не даваат никаква можност за оценување, односно тие не се оценуваат. И тие служат најчесто за изучување на нов материјал. Додека пак во активностите, исто така имаме дадено повеќе активности, имаме активности кои што ја нудат оваа опција. Односно, квизот, кој што може да служи за изучување на нов материјал, за повторување на материјалот, за спроведување на тест или за спроведување на писмена работа, или може да се користи во секоја активност на часот, нуди комплетно автоматско оценување, но претходно е потребно да направиме одредено подесување. Активноста домашна задача. Може да ја користиме во форма на училишна задача или во домашна задача. Таа нуди можност за оценување, меѓутоа наставникот по завршувањето на задачата потребно е мануелно да ги оцене своите домашни училишни задачи, кои што учениците ги испратиле према наставникот по одреден предмет. Да видиме како се поставуваат тие и што е потребно да подесеме за квизовите и домашната задача да може да ни сведува оценување на ниво на нашиот предмет. Да избереме прво домашна задача. Во домашната задача или училишната задача потребно е да го впишеме името на активноста, односно домашна или училишна задача. Понатаму внесуваме опис на задачата. Доколку сакаме може да прикачаме и некоја друга дополнителна датотека и оваа домашна или училишна задача можеме да ја направиме со временско ограничување од кога до кога да биде достапна таа домашна задача за учениците или тоа да го исклучиме. Во случајот јас го исклучувам. Одговорите кои што ги доставуваат нашите ученици можат да бидат во форма на онлайн текст или доставување на датотеки или двете опции заедно. Понатаму, повратната информација, односно оценувањето, може да биде во форма на фидбек коментар или дополнително плюс и PDF формат. И друга опција која што е битна е оцената. Домашната или училишната задача наставникот може да не ја оценува, доколку избереме тука опција никој вид на оцена. Понатаму според претходно дефинирана скала, која што ја немаме како функција се уште на платформата, и со поени, односно со оцени. Кога ќе избереме поени, односно максимална оцена, автоматски се впишува тука вредност 100. Вредност 100 се пишува затоа што платформата е за универзална примена во сите видови на образование и овде можеме слободно ние да ја заменеме со нашата максимална оцена 5. Нема потреба од никакви други дополнителни подесувања, зачуваме и се враќаме назад во предметот. И сега прашањето е како наставникот ќе може да оценува и да доделува оцени. Откако учениците ќе ја сработат оваа домашна или училишна задача, наставникот влегува во задачата и гледа тука дека во овој предмет наставникот има 31 ученик, од кои што имаат доставено, например, 30 ученици своја домашна задача. И долу ни дава информација платформата колку треба уште да ги оцениме. Избираме на оцена и избираме еден одреден ученик.
го гледаме текстот, односно домашната задача од ученикот и овде ја ставаме оцената. Например, овој ученик го оценуваме со оцена одличен 5. Доколку избереме опција зачувај промената, ученикот автоматски ја добива оваа оцена во својот дневник одличен 5. Доколку сакаме да оцениме исто така и следен ученик, избираме зачувај и покажи следен ученик. Горе ни се појавува ученикот, следниот ученик, и да речеме дека овој ученик добил оцена, односно треба да добие оцена по домашна или училишна задача, по активноста домашна или училишна задача, оцена 4. И на овој начин можеме мануелно да ги оценуваме сите ученици во нашиот предмет. Но сега да се вратиме назад во нашиот предмет, односно во нашиот клас, и да ги прикажеме можностите за подесување и оценување со помош на квиз. Додаваме активност и ресурс, избираме активности и избираме активноста квиз. Во овој случај, активноста квиз сакаме да ја подесеме за изучување на нов материјал, односно за користење за време на час. Што се треба да подесеме во квизот? Нема потреба да подесуваме временско определување. Кај оцените имаме можност да избереме колку дозволени обиди им даваме на учениците, неограничено 1, 2, 3 или повеќе, и кој метод на оценување го избираме. Доколку сакаме овој квиз да влегува во некоја оцена, односно во оцена, например, за првото месечие, може да избереме тука метод на оценување првиот обид. Понатаму, во дизајн на страница избираме колку прашања сакаме да ни прикажува квизот во една страница. Дали сите прашања или 2, 3 или 4 или повеќе прашања. Кога го спроведуваме квизот за време на час или изучуваме нов материјал, најдобро е да биде изберена оваа опција сите прашања на една страница. Понатаму, уредување на прашања дали да се мешаат одговорите, варијантите на прашања А, Б, С, да или не, добро е да стои да, и понатаму нема потреба да правиме никакви други промени тука. Потребно е само да ги внесеме оцените, односно да внесеме нашата скала за оценување, например, одличен 5 до 85%. Додаваме уште полиња за да можеме да ја вметнеме цела наша скала. Многу добар, 4 до 70%. Добар 3 до 55%. Понатам, доволен 2 до 40%. И за крај недоволен единица до 0%. На овој начин ние сме го подготвиле нашиот квиз за изучување на нов материјал и тој ќе ни служи за функцијата оценување. Го зачуваме и се враќаме на предметот. Откако ќе го направиме ова, ние сме го подесиле квизот за изучување на нов материјал. Во ова видео сега нема да стане збор за поставување уште на прашања и за таа цел јас само ќе прикажам кои што дополнителни подесувања треба да ги имаме за да може да правиме оценување со помош на квизот. Ставаме максимална оцена 5, зачуваме. Не избираме мешај ги прашањата, за да доколку имаме, например, квиз од 6, 7, 8 или повеќе прашања, да не ни се мешаат кај учениците. Тоа е малку комплицирано за изведување во настава, затоа не ја избираме оваа опција. И во овој случај додавам прашања од базенот со прашања. Ги избирам прашањата кои што претходно сум ги подготвил и сакам да ги додадам во мојот квиз за изучување на нов материјал. И со еден клик додај ги избраните прашања, ги додавам
сите прашања кои што сакам во квизот. Уште еднаш ќе ја повторам оваа опција. Избираме, значи, прашања што сакаме да се додадат. Еве ги нашите прашања се додадени и гледаме дека нашиот квиз носи вкупно 14 поени и максималната оцена е 5. На овој начин комплетно сме го подесиле нашиот квиз за изучување, кој што ќе се користи за изучување на нов материјал и ќе се користи за време на за спроведување на настава за време на час. Да се вратиме назад во предметот и да прикажеме уште како се подесува квиз кој што ќе се користи за правење на писмена работа или за правење за спроведување на тест. Повторно избираме квиз. Овој квиз ќе го именуваме како тест, например. Добро е овој квиз да го направиме со временско ограничување од 30 минути, например. И да поставиме датум од кога до кога сакаме да биде достапен овој квиз. Например, наставата на 26 октомври ни започнува во 8 часот и ќе направиме да биде квизот достапен од 8 часот до 26 октомври до 8 часот и 30 ќе ставиме до 8:40, иако тој е ограничен на 30 минути. Понатам, кога времето ќе истече, автоматски да се достави квизот. Во оцени подесуваме дозволен обид само еден, затоа што ова е тест, и наставникот по своја волја избира колку прашања ќе може ученикот да прегледува на една страница. Јас, например, ќе изберам 3 прашања. Дали да се мешаат одговорите? Да. И добро е тука како опција да се исклучат опциите за преглед, да се остави вклучено само откако квизот ќе заврши, за да ученикот не може пред време да ги гледа своите одговори и да ги кажува на својот соученик. Овде е добро исто така да се постави лозинка, за да имаме уште поголема безбедност, со која што ученикот може да пристапува до тестот. И овде долу исто така се впишува скалата на оценување. Например, одличен 5 до 85%. Додаваме уште полиња. Многу добар 4. До 70%, понатаму добар 3, до 55%, доволен 2, до 40% и недоволен 1 до 0%. На овој начин ние комплетно сме го подесиле нашиот квиз. Со ова сакав да ви прикажам како изгледа и како се врши подесување, односно како се спроведува оценување со Националната платформа за учење на далечина. Дека таа најдобро може да се спроведе со користење на активноста квиз, која што може да служи за изучување на нов материјал или може да се користи за време на часот, за спроведување на час, и може да се користи во време во функција на спроведување на тест или во функција на спроведување на писмена работа. Со напомена дека активноста квиз автоматски се оценува. Додека пак активноста домашна или училишна задача, наставникот треба мануелно да ги оценува секој ученик одделно. И овие се најосновните можности за оценување на платформата.